16 март. Една година не пребол по смртоносниот пожар кој што се случи во Кочани, во кој животот го загубија 63 млади луѓе, а над 200 беа повредени. Македонија тагува. Една година по најголемата трагедија во поновата историја на Македонија. Кочани и Македонија живеат со сенката на пожарот во дискотеката Пулс. Траорна беше гледката од ноќеска пред Пулс, кога точно во 2 часот и 32 минути на кобниот час се собраа родители, браќа, сестри, семејства и пријатели пред некогашниот објект на дискотеката Пулс во Кочани, местото каде ги изгубија своите најблиски. Лелек, плач и солзи ја исполнија тишината. Со свеќи во рацете тие стоеа пред објектот и се сеќаваа на прерано згаснатите животи. Во 2 часот и 32 минути, моментот кога минатата година избувна пожарот, присутните оддадоа почит со 5 минути молк и молитва за жртвите. Тишината беше прекинувана само од плачот на семејствата, кои по една година ја носат болката од загубата. Кога ми се јави Марија и ме праша дали вечерва ќе говорам во име на семејствата, останав без зборови, рече Борјан Ефтимов, кој вечерта одржа говор пред ожалостените родители. Кога ми се јави Марија и ме праша дали вечерва ќе говорам во име на семејствата, останав без зборови. Останав без зборови бидејќи не знам дали постои збор кој е соодветен за трагедијата со која што вие и сите ние се соочив. Трагедија која што за секогаш ќе остане дел од болката на македонскиот народ. Останав без зборови од страв дека не постои збор што може да го кажам и да биде доволен за да опише тоа што вие и сите ние го загубивме. Но токму зборовите се тоа што не држи во живот. Борбата на обичниот човек за правда е борба за помнење наспроти заборавот. Сите ние сме заедно во ова. Кога ми се јави Марија и ме праша дали вечерва ќе говорам во име на семејствата, останав без зборови. Останав без зборови бидејќи не знам дали постои збор кој е соодветен за трагедијата со која што вие и сите ние се соочив. Трагедија која што за секогаш ќе остане дел од болката на македонскиот народ. Останав без зборови од страв дека не постои збор што може да го кажам и да биде доволен за да опише тоа што вие и сите ние го загубивме. Но токму зборовите се тоа што не држи во живот. Борбата на обичниот човек за правда е борба за помнење наспроти заборавот. Сите ние сме заедно во ова. Александар Авукатов е еден од повредените од пожарот во кабарето Пулс. Тој е дел од музичкиот состав Stand By Band, кој истата вечер на 15 наспрема 16 март, малку порано од ДНК, настапувале во друг локал во Кочани, во кафе барот Класик, собственост на Дејан Јованов Деко, газдата на дискотеката Пулс. Авукатов во гостување на Слободен печат се присетува на таа вечер. Гледам дека огнот се засилува, ама просторот околу мене се празни, викам, нема потреба. Значи, ова додека да стане... Ке излеземе сите. Ке излеземе сите. Си гледам дека, ама, тоа не се празнило, тоа во ходникот станало што станало и кога стасавме до ходникот, уствари видовме дека нема да би се добро. Обезбедувањето даде се од себе, значи сите што беа таму да, нели, со вербални комуникации со нас што сме од позади, нели, не бутете, дај, чекај, ова, она, вака, така. Меѓутоа, тоа не можеше да се контролира. И пеачката Марија Данева од Stand By Band со силни емоции се присетува на кобната ноќ. Кога се случи сето тоа, Панчо кажа на микрофонот дека треба веднаш сите да излегуваме надвор. Во тие моменти не размислуваш што да направиш,
освен дека треба веднаш да излезеш од местото. За жал, некои од присутните, деца, возрастни, мислам дека не ја толку сватија сериозноста. Но како почна да се шири огнот, тука веќе настана тој хаос. Чат, оган, неизвестност и само една мисла, а тоа е сите да излезат живи од таму. Тоа беше навистина голема трагедија, навистина тешко и болно. Адвокатот Петре Шилегов, кој е бранител на поранешниот советник во Министерството за економија Шовкет Хазари, обвинет во предметот на судскиот процес за ПУЛС, во гостување на ТВ Сител зборуваше за тоа како е поставен случајот од страна на јавното обвинителство, но и за тоа кога би можело да се очекува негова разрешница. Смета дека правната квалификација за сите 37 обвинети во случајот е иста, а тоа е предизвикување општа опасност и соучесништво, односно дека тие се обвинети дека заедно свесно го запалиле ПУЛС во Кочани, што според Шилегов е апсурд. На панелот Национален и меѓународен здравствен одговор и акутен третман на изгореници, што се одржа во рамки на меѓународната конференција за институционални и клинички аспекти и решенија по пожарот во Кочани, зборуваа повеќе лекари кои беа директно вклучени во помошта што им се пружи на настраданите во страутната трагедија. Брзата триажа, навремената проценка на изгорениците и итниот третман биле клучни за згрижување на повредените во првите часови по трагедијата во Кочани, истакна директорката на Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија Јасмина Ѓоргиевска. Доктор Гинаки рече оти целиот тим бил горд што биле дел од нивното патување и закрепнување и нагласи дека кога станува збор за здравјето, единствениот начин е соработката. А еве ги вестите од светот. Либанската милитантна група Хезболах, поддржана од Иран, соопшти дека испалила ракета врз израелската воздухопловна база јужно од Тел Авив, на околу 140 километри од либанската граница. Хезболах соопшти дека нападот, кој се случил вчера, наводно предизвикал големи жртви меѓу израелските сили и оштетената воена опрема. Либан повторно гори. Израел ја прошири копнената акција во Јужен Либан и испрати сили подлабоко во пограничниот појас. Војната операција, според соопштенијата на израелската армија, е насочена кон позиции на Хезболах и кон ширење на така наречената предна одбрана долж северната граница. Операцијата ја води 91-та дивизија Галилеја во источниот сектор. Израелските извори тврдат дека војниците во текот на рацијата убиле неколку оперативци на Хезболах. Цената на ескалацијата брзо расте. Според Либанското министерство за здравство, цитирано од Reuters, од 2 март во Либан биле убиени стотици луѓе, а над 800.000 биле раселени. Иран е слаб на бојното поле, но е активен во ширење лажни вести, вели председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Сега вештачката интелигенција стана уште едно оружје за дезинформации што Иран го користи доста добро, со оглед на тоа што тие се уништуваат себе си секој ден, рече Трамп. Инаку тој го зголеми притисокот врз сојузниците по прашањето за меѓународната поморска мисија за обезбедување на пловидбата низ Ормускиот теснец, кој е клучен за глобалното снабдување со нафта. Трамп побара реакција од НАТО, ако нема одговор или ако одговорот е негативен. Тоа би било многу лошо за иднината на НАТО, изјави тој за Financial Times. Американската влада ја поддржува Украина во незината војна против Русија и затоа очекува помош од европските сојузници во Ормускиот теснец, нагласува Трамп. Од светските случувања ги имаме и Оскарите. Една битка по друга триумфираше на годинешните Оскари.
освои 6 статуетки, меѓу кои за најдобар филм. Ноќеска се одржа 98-то доделување на филмските награди Оскари, а апсолутен победник на вечерта е филмот Една битка по друга, кој освои вкупно 6 златни статуетки од вкупно 13 номинации. Филмот на режисерот Пол Томас Андерсон е награден во категориите најдобар филм, најдобар режисер, најдобра монтажа, најдобро адаптирана сценарија, најдобра споредна машка улога и најдобар кастинг. Станува збор за политички трилер со Леонардо Ди Каприо во главната улога, кој раскажува приказна за милитантни активисти во САД кои се борат за правата на мигрантите. Второто место по бројот на награди го зазеде филмот Грешници, кој одзеде 4 Оскари, додека Франкенштајн освои 3. Анимираниот хит за кей-поп музиката Ловци на демони освои 2 Оскари. Златните статуетки за најдобар актер и актерка им беа доделени на Майкл Б. Джордан за филмот Грешници и на Джеси Бакли за Хамлет. Почина Чичко Драги, човекот кого речиси секој скопјанец го знаеше од неговата мала тезга кај Рекорд Скопје. На 72 годишна возраст, тој го загуби животот по подолго боледување. Со години го продаваше ситници како стегачи, шноли, штипки за коса, ластичиња. Околу него секогаш имаше кучиња, десетици улични миленици кои тој ги спасил и за кои секојдневно се грижеше. Чичко Драги живееше сам, а неговиот дом беше за солниште за повеќе од 10 кучиња од улица. Колку што имаше за себе, толку имаше и за нив. Поради здравствени проблеми го имаше изгубено гласот, па со луѓето комуницираше пишувајќи на лист хартија. И покрај тоа, секогаш беше културен и добар со сите. Човек со големо срце. За крај метео. Уште денеска пролетно сонце, од утре дожд и заладување. Времето денеска предпладне ќе биде сончево со умерена облачност и со слаб до умерен ветер од јужен правец. Попладне променлива облачност со сончеви периоди. Наместа ќе има услови за локални слаби врнежи од дожд. Максималната температура ќе достигне од 13 до 18 степени. Гледавте вести, благодарам на довербата. Повеќе содржини побарајте на slobodnpečat.mk.